Почитувани гледачи, добредојавте во уште една епизода на Родински разговори. Денес имам особена чест да го угостам во нашето студио професор Стефан Влаков Мицов. Добро вечер, професоре, како сте? Добро вечер, фала, добар доколку може, благодарам на поканата. Благодарам што се огласите на нашата покана. Денеска ќе разговараме на доста актуелни теми. Мислам, општо доста периодов последни неколку години се актуелни, но за жал не се по наша волја овие актуелни теми, нешто што нас воопшто не ни одговара како народ, како држава. Имаме многу чести негации на нас како народ. Се почесто се случува да има пораки од Бугарија дека Македонија не постои како држава, дека македонскиот народ е бугарски народ, како што се сака ти да кажат. Да кажува дека ние немаме историја, дека сме 45-та, дека Тито не смислил, па Сталин не смислил. Нели има различни варијанти. Па мислам дека треба еден човек како вас да ги разбие тие бугарски митови денеска и да им каже дека вистината и реалноста се сосема некои различни работи. Па ќе ве запрашам прво од каде почнува нетрпеливоста на бугарите кон нас како народ? Нетрпеливоста започнува уште од пред 13 век. Така што ние мора да бидеме свесни за таа работа. Јас се чудам понекогаш кога и пријатели, и колеги, и историчари и така викат, како ќе се односите со Бугарија и тоа? Ама чекайте сега. Ние се бавиме со нешто кое не мора да ни замара, нали? Бугарите имат си јасен став. Тие си имат јасен став уште кога са дошли на Балканот. Тоа е во крајот на 7 век. Кога са дошли на Балканот, тие доаѓаат како една плячкаджијска орда, за плячкане. И не само тоа. Првите 2 века од создавањето на тогашната бугарска држава, тие продолжуваат со плячкане. Знаете како е устроена првата престолнина Плиска, тоа е како војна нали така, едва и подоцна веќе во тоа, во 10 век пресоа втората столица Груб. Значи, што сакат тие? Тие сакат колку што може прво да плячкат, потоа, нали, доколку може да владеат поголем дел од Балканот. Од Балканот, но не успева да го владеат, затоа што каде се стигнали, тоа е за кратко време. Затоа што ти за да владееш Балканот, ти мора да имаш искуство, мора да имаш потенцијал, мора да имаш баз. Немаш ни искуство, ни потенцијал, ни баз. Еве гледаме ние во 14 век Османлиската империја, кога доаѓа на Балканот и прави, нали, 6 века е Османлиска империја. Зашто? Затоа што ти има друг потенцијал. Так, бугарите немат потенцијал по многу причини. Сега ние тука нали, немаме можност да збориме за тоа, но тие се хаотична смес. Тие се хаотична смес од повеќе од 100 етноси, тоа самите бугарски историчари го признават, а сега вие не можете да направите нешто, значи амалгам, нешто да направите од таква смес. Секогаш ќе има турбуленции внатре. Така што основната поента, нали, во бугарската психа, тоа е, значи, да се бара надворешен непријател. Надворешен непријател зашо? Затоа што ако не се најде надворешен непријател, тогаш веќе тие, како е кажал Истамбулов, ние ќе се изедеме помегу себе. Значи едното и другото. И да не одиме далеко во историјата, гледаме тука во крајот на 19 век и 20 век тоа. Еве сега. Прва Балканска војна и втора Балканска војна. Војна против тоа. Значи прво против Османлиската империја, против соседите. Пораз. Еден пораз, нали, друг пораз. Во Првата светска војна. Пораз. Тогаш реакција внатрешна. Што е тоа? Така нареченото војнишко востание, нали, кое е тоа? Така. Потоа 23-та година. Значи бунтот, нали тоа. 25-та година. Атентатот во Света недела и така. Значи немаш надворешен непријател, ти си поразен, внатре се јадеш. Тоа е. Од тука нема бегане. Значи, уште од почетокот, како зборевме ние, нали, од почетокот кога една држава не се создаде според нормалниот терк, таа се остава секогаш додека постои. Така што ние мора да бидеме свесни за таа работа. И кога мора да бидеш свесни дека немаш ти однос со една нормална држава, тогаш ти
нема шо да бараш и да очекуваш и до това. И сега и нещо друго, веќе во геополитички аспект. Значи, кога имаше најголема така, значи смиреност, да го кажем, од страна Бугарија. Кога на Балканот има баланс. Значи, во времето, периодот по Втората светска војна. Што беше тоа? Турција и Грција, членови на НАТО. Албанија, самоизолирана. Така. А Југославија, тогаш, нали, председател на неврзаните земји, значи друга страна. Румънија и Бугарија си. В тоа, да, Варшавскиот договор и си. Да, ете така. И што е, значи? Тогаш имаш баланс. Многу пати сум кажал. Сега балансот по 91 година и посебно сега, значи е срушен за тоа што евети. Значи, непријатели кои са били на Македонија, секогаш ние не може да заборавиме и сега што беше автопат пријателство. Глупости. Па 2500 години, 2500 години хелените, така сегашните грци, ти се непријател, не можеш да тоа. Сега, другото, кое е било илирите, кои сега тие имат претензии дека за наследници на илирите, нема врска, но како и да е, таму са плячкали и така. Сега, значи, ти кога си во такво окружение, значи ти мора да направиш така, да бидеш, значи, ако ти си во еден, грубо кажано, во еден воен блок, непријателот ти да биде во друг блок, затоа што ако сте во исти, утре може да влезе и да те уништи. Ете така. И затоа е, значи, тоа е балансот на силите. Сега кој е срушено? Затоа што, значи, Македонија, Албанија, Бугарија, нали, во еден воен блок, нали, и така, Србија, нали, неутрална, инаку, и се добива дисбаланс. И затоа, тоа е толку едноставно, што не знам како не може да се свати. И така. Така што, практично, значи, ние нема што да се бавиме со Бугарија. Прашањето са затворени, единствено кое е, значи, мора, итно, да се поништи договорот, нали, со Бугарија. Кога бугарите има интерес, го поништија договорот од 47 година, го поништија, така. А уште повеќе во член 11 од договорот сегашниот, пишува дека може да се раскине во секој момент. Ето, што чекаме тогаш? И што викаме, ама сега тоа сега зашо чекаме? Затоа што се надеваме како лисицата која одела по кочот, нали, знаете, ете така, чекаме влез во Европска унија и тоа. Тоа е прво, значи, катастрофално мислење. Затоа што Европската унија, јас многу пати сум кажал, ние, ако сме нормална држава, нормални луѓе, дури Европската унија во 2006, кога, нали, таму се аплицираше за членство, а Европската унија да ти понуди не да отвара непоглавија 30 и неколку таму, а да ти понуди, сега, утре ќе ви примеме во Европската унија, нормалната држава ќе каже не. Затоа што Европската унија е создадена на таков принцип. Сега јас не знам тие дека са преговарачи и тоа тие дали са читали, ако не тоа да отворат барем во интернет да читат уставот на Европската унија. Уставот на Европската унија е така, значи направен да може неколкото држави во Западна Европа, кои се водат мотори на Европската унија, да диктират на останалите. Тоа е направено. И сега јас се сеќавам, Европската унија уште не беше создадена. Во 91 година Ноам Чомски што кажа? Целта на идната Европска унија, која 92 нали се зададе, е да врати полуколонијалната врска меѓу Западна и Централна и Источна Европа. Ето тоа. Сега ти читаш ли, не читаш ли, шо бараш таму? Бараш ти господар свој. А ние врескаме, викаме, ама ние сакахме да се освободиме од диктатурата на Белград. Добро, и сакаш да отидеш на диктатурата на Брисел?
Точно така. Нема логика. Види, сега то са работи едноставни. Това не е нещо, кое е толкова сложено и това. Сега да си отговорим на прашенето. Дали ние сакаме да имаме господар? Сакаме или не сакаме? Ако сакаме, во ред. Па Белград, па Брисел, па Вашингтон, па кой така. Ако не сакаме, то е друга прашен. Ама отворено да си отговорим. И како народ, и како влади, и така. Що сакаме ние? Господар ли сакаме? Или сакаме да бидеме самостойни? Що тоа е само зборове празни. Що беше тамо на 8 септември 1991 година? Самостойна, слободна и суверенна, така ли? Да. И сега што сме ние од тоа? Мислам дека ниту едно од тие три не сме далеку. Ние не сме за жал. Ние не сме и некои викат, ние станахме полуколония. Ние не сме за жал и полуколония, ние сме само територия. Точно така. Територия. Так, баш Това е сега, ние мора да се избориме директно со точни изборови, не да се залъжуваме, ма чекайте сега, ма ние кога станеме членки, па тогаш веќе бугарите, па тогаш гърците нема да можат да правят, па кога стане тоа, да остави тоа ке биде, кога еди што се избориме, што е реално. Реално не. И тогаш кога знаеш дека е реално не, мора малко да се освестиш и да бараш другочари. Има ли капацитет од македонската политичка сцена, од овие две партии, СДС да го трнеме, да гледаме сегашната влада? Има ли капацитет таков суверенистички, државнички да се освести, да свати дека Руската унија е антимакедонска структура? Сега и аз тоа со еве за секој случај тука съм напишал, нали, съм сметнал, да не каже некој де тоа. Значи, ние 1991 година добихме готова држава. Со институции, со инфраструктура, така. Нека може ли некој човек во Македонија, граѓанин на Македонија, со чиста совест да каже не, ние 91 година не добихме држава со институции, со инфраструктура, значи добихме, во ред. Така. За тие години до сега кој управуваше? СДСМ управува 19 години. ВМРО ДПМН управува 17 години. Така. Значи общо 36 години. По 36 години Македонија не постои. И сега ако Македонија не постои, а ти си добил една готова држава, кој уништил тая држава? Па той кој е бил на власт, нели така? Не сме со вас двајцата, нали така? Прво тоа, значи, сега пошо викат, ама вие сте виновни, па еве сега, чекайте сега, две партии са на власт, нели така? А држава не постои. Тогаш кој? Господ, кој е уништил? Нали? Директно. Нема тука што? Ете така. И друго е да почне да збориме сега, кој има по-голема вина, кој има. Во прашање е тоа, ние гледаме дека кога едната партија застане некаде, следната продолжува. Точно така. Сега, со тоа нешто, како беше и со територијалната поделба од 2004 година, која даде Западна Македонија на албанците и тоа, сега добро, 2006 година доаѓаш на власт. Зашо не поништиш од 2004? Точно така. Так. Зашо 98 година тоа Любчо Георгиевски се откажува од македонските малцинства, на македонското малцинство во Бугарија, воопшто од македонските малцинства и така. Ти доаѓаш 2006 година, зашо не го поништуваш? Ами, во 2009, јас тоа до пред неколку години не го знаех, нали? И дори спорех дека не е вистина, ама покажа се вистина. Дека Любчо Георгиевски, това не е Любчо Георгиевски, тоа Никола Груевски, во 2009 година, 2008 тој по изборите има апсолутно мнозинство. Тогаш мислам има 63 пратеници од тоа. Значи може да направи самостојна влада, ама не прави самостојна влада. Зашо? Нали, не правиш, а не само тоа. Во 2009 дозволил тогаш во собранието да се зборува на албански јазик. Сега. Јас дори спорех таму со тоа, учително во емисии на Алсат съм борел со албанци, нали таму тие и викам тоа не е можно, ама се покажа дека е можно. Сега кој е виновен? Кој е виновен? Ние вас двајцата? Сега тоа е практично. И кога ти
немаш, има и капацитет практично. И аз секогаш съм кажал дека, значи, за да се управува држава, значи, мора да има първо луѓе кои са на функция. От по-ниш калибър, нали, градоначалници, па нагоре пратеници, па министри, па така, значи, нали, владата. Мора да има това, значи, първо, ти да имаш индивидуално, не збориме сега тук още за националното, индивидуално достоинство, како човек, нали, индивидуално достоинство и самодоверба. Затоа што тоа е најбитно. Ако ти немаш индивидуално достоинство како човек, нали, некој да те понижува, независно дали ќе те понижува во школа, ќе те понижува во универзитет, ќе те понижува во фабрика, ќе те понижува и на куда. Ако ти дозволиш тоа нешто, значи, ти не можеш да се одбраниш како индивидуа. А добро, ако добиеш функција, како ќе одбраниш по-големото, ако ти немаш тоа. Тоа е прво. Второ, мора да имаш висок квалитет. Не можеш да имаш ти партийски квалитет. Што е тоа? Градоначалник на 40 години, кој, значи, 18 години се шетал там, 12 години се шетал по партийски кабинети и така и тоа. Каков си ти стручњак? Што имаш позади себе? Тоа ти е. Значи, и самодовербата доаѓа од тоа. Самодоверба не може да доаѓа, пошто сум бил секретар некаде, пошто сум ме ставили тамо на некоја функција. Тоа не е самодоверба. Тој некој те ставил. Кој те ставил, тој и потоа ќе те симне. Стану збор ти што си направил само, што си се изборил само. Во тоа работа. Сега. И третото, веќе, нали, да има патриотизам, македонски патриотизам. Македонски патриотизам, ама патриотизам не на збор. Патриотизам ти да бидеш спремен на саможертва. Не е тоа така. Сега ти кога си на тоа, мора, нема, ама не сакам. Кога не сакаш, оди си таму, си гледај си тоа, даде си работи, приватно там нещо друго, си работи и толкова. Значи, тоа е принцип. А тоа е принцип абсолютно запоставен во македонската политичка сцена од, не зборам за преди 90-та година, затоа што и тамо е каша по пара, ама збориме за тоа. И тоа сега е до некаде логично, зашо 91 година се продолжи со тоа работа, уште повеќе се, затоа што имаше корени порано. Корени порано имаше. Не можеш ти да тоа, кога сите се борат, сојузните, нали, во тоа, сојузните држави, нали, во рамките на Југословенската федерација, се борат за инфраструктура, се борат за тоа. Јас сум читал, јако тоа е, значи, голубовна работа, ама тие, значи, состаноци на пленуми, на централни комитети на Комунистичка партија, па на Македонската комунистичка партија и така, и тоа. И, нали, во рамките на тоа, Србија, Хрватска, Словенија, колку повеќе, нали, финансиски средства ќе освои за тоа. Нашите им доделени средства во крајот на годината, ако не ги освоиш, ќе мора да ги врачи. И ги враќат. И викат, па ние не успееме да направиме проекти, нали, ама идната година, ако успееме, тогаш ќе замолиме да ни се додаде тоа. А кај си бил, што не си успеал? Ке да успееш, секој се бори, те ти дали финанси, ти не можеш. Како сега, гледајте, еден пат да го правиш ти од Чичево до Охрид, колку години? Тоа повеќе 2-13. Па толку, па тоа е срамота, бе. Тоа се прави нешто за 6 месеци. Така, кинезите прават тунели за недела, 2 недели. Ма јасно, бе, како го прават, нали, сум бил и во Кина и знам што е таму. Ма тоа е, значи, како е? Сега се гледаше и во тоа, се гледаше и во Иран, кога го срушија мостот, тоа за 72 часа. Точно така. Нали, и во Иран сум гледал, организиран народ, организиран. Толку, ама организиран с дисциплина. Ние сме погребали ни дисциплина, ни тоа. Тука мора дисциплина, не станува збор, како во, значи, во касарната некој пат, нали, да удраш така, просто за да диктираш тоа. Не, дисциплина за да оди работата. Така. Во таа смисла. Така што нема практично тоа.
И нема како нема од како каде да се сврти и да се смени, пошто тркалото се оди и исти се повторуваат. Немаш таа работа. Немаш, ти имаш практично за избор без избор. Така е. Како е тоа? Ставиш таму во листи и друго нема тие. Некаде прават обиди и во Бугарија праве обиди, нали, секој да има право, граѓанин во листите да менува редот. Да, ете така. Тоа е некое палиативно, нали, некое решение, нали, така, иако не е целосно за тоа што ти, значи, мора да менуваш местата во листите, ама тоа пак ќе бидат луѓе кои се ставени во листа. Така. Ти не можеш да додаваш нали, име. И пак, нали, така е направено. Бе, како е кажал, знаете, Марк Твен е кажал, ако изборите отучуваха, нешто ќе биде забравено. Така, баш така. Точно. И сега така. Точно. Се навратиме сакам на историската комисија и ова што се случи со Бугарија. Не гледаме што се случуваше во времето на СДС, тоа беше, ајде да не кажам, перверзија до ниво на тотално подчинување на македонскиот народ, тотално живување. И одеднаш кога падна СДС, нели, ДПМН тераше кампања на агендата ќе вратим името, бугарска комисија ќе се распушти, нема да продолжи да функционира и така натаму, нели, сите тие штетни договори ќе се поништат. А гледаме сега дека многу тајно, умешно тоа го прават они, таа историска комисија си продолжува да си работи, да си функционира. Носат ли некои одлуки или што прават, не знам. Тоа никој не знае. Што ќе се случи доколку оваа комисија продолжи да работи со ова темпо тајно, далеку од очите на јавноста? Што ќе случи со целата наша историја? Сега јас се чудам, значи за претходниот состав на комисијата не се чудех за тоа што таму беа ставени луѓе кои дури јас директно сум кажувал и по тоа и по државното радио, инаку, нали, кога ме прашат вашите колеги од историската комисија, викам не, за претходните. Викам, не смеете да ми викате дека сум колеги. Какви колеги? Јас викам, не знам кој ме дал дипломи. Сега нема тоа за претход. Сега тие кои се во комисијата, ги знам колеги од колеги од институтот, тие како квалитет имат квалитет. Сега тоа. Но изгледа, за жал, значи казахме квалитетот е едното, кое е потребно. Обавезно потребно. Но изгледа нема доволно карактер. Мора да имаш и карактер, збориме за самодовербата, за достоинството и така. Затоа што навистина не знам што се прави во тоа у комисија и има нешто друго кое мене не ми се бендисува и не ми се бендисуваше и претходно, нали, кое беше, значи, во времето на Никола Груевски. Значи, денес Македонија е во истата состојба како, значи, во периодот 2006-2017 година. А тогаш преговараме со Грција, нема да попуштиме. И му викаме на премиерот тогаш, на Груевски. Зашо преговарате, а не се прекинат преговорите? Ама нема да попуштиме. Значи одговара со тоа. Нема да попуштиме. Чекај сега, вие може да не попуштите, друг ќе дое ќе попушти. Тоа прво. Второ, ако ти преговараш со некој, значи ти потенцијално си спремен да попуштиш. Аз ако не сум спремен на неговата теза, така. Аз ако не сум спремен да попуштам, зашто ќе разговарам со вас? Точно така. Па нема тоа. Значи, ама беше доследен во таа работа. Нема да попуштам, ама тоа дојде друг така. Сега истото Мицкоски вика. Јас нема да бугарите во уставот и така. Прво, ти нема да бидеш вечен премиер. Второ, значи, самиот ти дека се среќаваш со бугарски представници, со тоа, значи ти си спремен на диалог. Ама не можам да сум спремен со диалог кој ме негира. Како да бидам спремен? Јас нема да му кажам добар ден. Јас нема да одам на состанок каде е тој. Како ќе можам? Може ли некој, види, зборам како индивидуа. Значи, ама викам дека од индивидуата почнува се друго. Значи, како индивидуа јас нема и не одам таму каде човек со кого немам ништо, со кого ми е непријател и тоа воопшто не одам таму. Како ќе се среќавам, ќе зборам, ама нема дипломатија. Тука има национален интерес.
Кога имаш и национален интерес, нема дипломатия. Тоа е флоскула, дипломатия, ама и аз инако си седам на ставот, ама ке зборам со него, ама нема што да збориш кога си седиш на ставот. Ставот ти е кажано, и аз, тоа ми е мојот став, овој се е кажал ставот, тогаш што имате? Како? Ки ги сближите, ама нели нема да попушташ. Тогаш нема потреба од разговор. Значи, дефинитивно. И на тој начин, веќе, воспоставиш и открити карти и тогаш дознаваш, другата страна дознава дека ти си седиш и нема шанси. И тогаш другата страна, колку и да е тоа, таа си прави сметка. И на се одгоре, ако си паметен, да тоа не е карактерно за нашата дипломатија, за жал, и предходно, и пред 90-та година, ако сега ти ќе користиш во дипломатијата, тоа може. Нали, ти ќе користиш не само тие да те оценуват, ами ти може да направиш некои сугестии, да можеш да кажеш, има и други опции. Така, нема да удриш со тоа да кажеш, има и други опции. И толку завршена приказна. Тоа е збори доволно. И така. Нема тоа. Не знам сега. И аз тоа сум кажал повеќе пати, викам, среќа е дека бугарите се на истото равниште и дури подолу. Ако тие беа на повисоко равниште, завршена приказна. Ама тие се исто така, и тие се на тој принцип, нали? Ако може од тука да грабнем, ако можем да тука, ако беа на друг принцип, ако беа на како на османлиски принцип, наш немаше да постоим одавна. Како и 6 века бехме по тоа. Фала Богу. Ама ние чекаме, тоа е проблем. Ние да чекаме Господ да ни помогне и нешто, нали, другиот да не, значи да не си среди работите, па ние нешто да имаме корис. А не ние да си ги средиме самите. Тоа е вистинскиот проблем. Има ли воопшто надашите за некоја промена, за не знам, нови сили, нова енергија? Од каде да дојде промена? Јас сега тоа, нали, додека одехме тоа, зборехме, нали, во колата, дека тоа гледам од 4-5 години, школници така, кои со размислување, кои имат некое по-друго, значи сосема млади луѓе. Сосема млади луѓе още, нали, не се тоа, значи, или па студенти, нали, нешто се крчка, ама тоа е многу уште слабо и многу е битно. Значи, има некоја база, иако, не знам, не голема, ама многу е битно како ќе го отнесеш, затоа што мего двете светски војни, знаете, по Првата светска војна катастрофа. Значи, македонците ние сме се разштркали насекаде. Едни во бугарската армија, па други во српската, па во грчката, па не знам што. Ете така. Веќе тие порази по поделбата на Македонија за втор пат, нали, веќе регистрирана и со Првата светска војна, крајот и тогаш веќе излегува некои други генерации кои почват да барат, нали, така, но тогаш имаше една можност, се јави можност со таа, значи, доаѓаштата Втора светска војна, самите тие некако узреа, нали, имаха пример позади добро, а ние тешко пример до кога да земеме, кога навистина гледате дека тоа улици преименуват на антифашисти, споменици се рушат, еди шо си, точно тие които мора да ти бидат пример, упориште, нешто друго, ние тие ги забораваме и сега откаде да имаш ти тоа? Нали ќе имаш упора сега, како тоа, човек како индивидуа има опора во тоа, сега памти, нали, што е направил татко му, што е направил дедо му, прадедо му, така. Ако немаш тая памет, ти нема да имаш тая основа, тоа упориште. Така, ама исто, нали, за да бидеш национал, ти мора да бидеш, значи да знаеш предходно тоа.
менуване на учебници. Ето сега, читам дека пак нещо кръчкат учебници. Ке менували нещо, не знам, въобще тая комисия нема това. Абе, кога сакаш, нема бугари во устав, ама во ред нема бугари во устав. Тогаш кога нема бугари во устав, затварам комисията, елиминирам договорот со Бугарија и крај. Толку нема. И кажа на Европската унија, тука сега чекаме извештај во јуни, па како ќе биде извештајот. Абе нема врска што ќе биде извештајот. Кажеме на Европската унија. Или ќе действате по итна постапка како со другите држави, или затвараме поглавието. Крај со вас. Крај. Ама кој да го каже? Точно. Сега они ќе се земам дека јас сум некој на ДПМН Мицкоски дека например и ќе ви реплицирам што е алтернативата на таа? Што е алтернативата? Прво, сега тука има пак сега ако беше тука сега во разговорот амбасадорот Ристо Николски ќе бидеше по тоа, нали, значи ќе одговореше, нали, малку пошироко. Сега јас имам некво мало искуство, нали, од работа во амбасада, ама овој си е амбасадор. Така, но станува збор за тоа што да каже, што е алтернативата. Ти му кажеш завршена приказна со вас, значи ако вие нешто тоа, има и друга опција. И толку. Нема да продолжиш. Нема да продолжиш затоа што значи ние влегуваме во режим на објаснување на тоа како и со отношение со Бугарија. Па некој бугарски идиот таму напишал нешто во нашите медиуми по неколку дена го тоа. Па зашо тоа ди? Абе негираш бе, кажеш директно. Со овие идиоти немам работа. Точка. Завршена приказа. Нема што. Ама не, ние така чувстваме потреба од некој да те провоцира, па ти да се правдаш, па ти да едиш што си. Нема зашо тоа. Тоа само трошиш време, енергија трошиш. Има други работи кои може да се тоа. Значи, и како и се други опции? По опциите јас секогаш сум кажал, значи Господ во тие 36 години, знаете колку шанси ни даде и сите ги прокоцкахме. Сите ги прокоцкахме. Дури нешто најелементарно. Еве сега, војната, нали, во Украина. Сега. Тоа, Македонија член ли е на НАТО? Член е на НАТО. Такаш. Во НАТО мора ли едногласно да се гласа бюджет, воен, едикош? Нема бюджет додека не рачистите со тоа. Ама чекајте сега, Европската унија е едно па НАТО. Тие дека членуват во НАТО, тие до голем дел се членови на Европската унија. Кажувам нема. Ајде, готова работа. Ете ти опција. Имаш што ќе направат? Не. А кој да го каже? Кој? Ние со вас, ама не сме на функција. Така што, ете тоа ти. Значи, имаш многу опции. Имаш секој, Господ ти дава друга опција. Тоа го призна и тоа министерот за транспорт. И то со гордост некако се едно. Вика, ни понудија кинезите, ни понудија, нали, таму за да позаемат, нали, инвестиции, нали, инвестиции, и то, обратете внимание, не знам, 42 милиарда или 44 милиарди без камата. Тоа нешто во светот го нема. Значи, ама вика, ние одбихме и прифатихме англискиот тоа, значи, за 6 милиарда со камата. Што е тоа? Тоа и тоа го кажеш со гордост. Еве ти опција. Има и други, му кажеш на овој. Значи, не и друга гледа. Кога те прашат, а кои се ти опциите? Ки видите. И одиш таму и тоа. И потоа, ама зашо? Кажах веќе. Сакате и друго? И ќе има и друго. Ете, така се зборува, така се, ама мора да имаш ти самодоверба, мора да имаш достоинство, мора да имаш, не како тоа дека се збори в 2011 кога тие владината делегација со Груевски отишла кај Бајдан, знаеш. Да. Нали, ете така. Па потоа нешто, Бајдан е каубоец, сега така, ама ти знаеш кај одиш.
нали, во тоа. Па ги едва ли ги изпотепал таму внатре, едва и спасили тоа, ама кога излегуват, еден не може да збори, другиот значи се изгубил на очерите, третиот тоа мобилниот телефон. Шо бе, чекај сега, шо? Ти мора да бидеш, види, како човек бе, ти мора да бидеш, да имаш достоинство. Колку пати ќе го повторам, достоинство независно дали ќе се сретнеш со некој од Брисел, там, идиот. Или ќе се сретнеш примерно со китајскиот Кси, или ќе се сретнеш со корејскиот Ким Чен Ир, или ќе се сретнеш со Путин. Нема значење, и ово има една глава, две раце и две нозе. Сега, ако е Господ, тоа веќе е друга работа. Таму нема мрдање. Ама инако, јас не знам зашо бе, какви са тие луѓе се плаши. Тресе се. Како се тресеш? И тој човек, тој може да е на најголема држава, ама и тој човек. Сега шо ќе те направи? Па нема да те убие таму, па и да те убие, па всичко е 8 милиарда и 300 милиона голем од еден утепан голем работа. И тоа. Немаме ние такво чувство, ние некако се плашиме како глувци бе. Тоа е проблем, а не е толку страшно бе. Нема ништо страшно во тоа. Нема ништо страшно. Ама еве, нема и так и од каде да дојде тоа? Може да дојде само од некој, значи навистина млади луѓе кои се успели да се зачуват, да се, значи да надмогнат тоа што им се зборува во школу глупости, во универзитет глупости. Сега, и во времето на социализма имаше големи глупости. Па јас за тоа, кога почнав да учам во историскиот факултет, Софијскиот универзитет, една година учих и потоа, значи, отидох на индивидуална обука. Имаше само 3 случаи, а Софијскиот универзитет редовна обука имаше 20.000 студенти. Не саках да слушам лекции, бе, глупости да слушам и тоа. И тоа ми овозможи надвор од историјата. Значи, затоа што имаш цел ден свободен. И одиш во библиотеката, и одиш навсякаде во народната, во универзитетската, нали, и тоа свободен си, читаш што сакаш и так. И тоа ми овозможи историја, нали, да истовремено да завршам со тоа, со философија, да завршам со тоа меѓународни односи за тој период, додека и шо? Ето тоа ти е. Ама револт секако, па кој е тоа бе, дојден тука професор, знаете. Сега тоа беше 70-те години, а замислете по 50 години сега, дури сега, некој да отиде тука во универзитетот и да каже, ај сега, кои сте вие да ми читате лекции? Па ќе стане тука манифестација. Да, ами пред 50 години, ама нема, мора да се издржи бе. Кога се идиоти, не мора да се издржи. Разбираш? Ете така. И тоа е. И нема ништо страшно. Во почетокот, нали, 1, 20 тројци се обидуваат да се доживеат врз тебе, нали, испити траат повеќе од сат, што некој знаете, нали, по 10 минути поминувате, јас барам секој асистентите да бидат таму со тоа за да бидат сведоци, нали, така, повеќе од еден, ама еден врне, таа работа не е баш тоа. Е така и става. Сега напорно, ама па ти си ослободуваш простор. Ти имаш си можност. Значи, инаку ќе се трепеш во тоа, ќе учиш таму 5 години и ќе тоа што ти се читали таму па еден од професорите си ставаше книга, нали, и то не негова, така, но катедрата и чита од неја, не негова книга чита. Зашо да го слушам бе? Зашо да го слушам? Па нема тоа. Имаше неколку. Сега од таму, значи, скоро кога ставише асистентите и тоа беха многу десетици, нали, имаше неколку кои беа квалитетни. Сега веќе во Софијскиот универзитет нема ништо. Ама тогаш јас виках дека има со едно око. Со две немаше. Едно око, ама сега нема и воопшто, сите се слепи. Но тогаш еве сега еден Александар Фол. Съм пишувал за него, нали, во тоа трколог, кога дојде веднаш уште во есента на 1976 година, дојде, во тоа си фрли, тоа беше, нали, есента, мантилот, си го фрли и каже, слушайте, ако мислите дека тука вика
ке станете, вика, специалисти. Много се лажете. Специалисти може да станете само там. И посочи университетската библиотека. Сега, ето това ти е. Това е. Сега, ама, колко са тия дека това? Инако имаше някой, нали, пущат лист да се подпишеш, дали си присутен бил на лекция. Како да го търпам това? И аз бех тогаш на 20 години, завършил, нали, ловне от касарна, ама не можех, може това, види, то или ти доаѓа, или не ти доаѓа от натребе. И так. Сега навистина, ако си смирен, ако си така, по-добро се живее, много по-добро се живее. Да, ама зависи шо бараш. Зависи шо бараш. Нали, во тоа дали бараш знаење или просто така да си го изтурка животот. Так. Ама сега ние сакаме да се изтуркаме по-добро, па ако може да се сместиме, па ако може некъде да се това и така и тоа е. И затоа, ако се вратам на това, само тие дека сега ако успеят, нали, доколко ги има некои, нали, во тоа, тоа е пак индивидуално. Господ дава дарби, но инако тоа. Но може системот да те уништи. И школскиот систем, и университетскиот систем, потоа веќе системот на државата, нали? За тоа што тие работи се много битни. И аз затоа пред неколку години во една книга Размислување без парадан точно тоа го гледах. Таму има много автобиографии, но не е тоа битно, автобиографични белешки. Ами тоа дека значи како тоа е поглавието приказна за трошката во казално. Значи ти си трошката и тоа и се значи прво значи те формират родители. Потоа, значи, веќе поголем круг роднини, нали, така и така, нали, ти влијаат. Потоа одиш во школу. Потоа, значи, веќе почнуваат да се меши, нали, така, веќе во казарна друг. Во университет, па државни институции, па значи самите тоа. И тоа е многу тешко да устоиш, нали, тоа што примерно право или криво, каков и да си, нали, ама да устоиш на тоа нешто, за да имаш сепак нешто, значи да размислуваш със собствена глава. Сега може да не размислуваш насекаде исправно. Тоа не е, ама видно да размислуваш, а не да прифакаш што ти нудат, нали, се тоа. Просто да го размислуваш. Понекогаш ќе грешиш, понекогаш нема, нали, тоа. Ама да размислуваш. Ете тоа е. Ама навистина, така што ако тие успеат, нали, некако да отскокнат, како меѓу двете светски војни, и тоа што испадна, тие кои отскокна и кои се бореа, голем дел од нив загина и во тоа, да. Така и сега спомениците им ги рушат или пишуват тамо на место дека убиени од окупатори, шо убиени од пријатели ли? Така. За крај сакам да ве прашам, има ли надеж во Бугарија да се појави некоја сила, човек, не знам, со мисла за помирување помеѓу македонските бугари? Не. Шанси нема и тоа е индикативно тоа што сите и сега кои се во собранието, и предходно, колку беа 9 партии или беа во собранието, сите до една имат еден став во однос на Македонија. И не само во однос на Македонија, во однос на Србија, на тие така наречени бугарски, во однос на тоа. Само во однос на Грција не смеат, нали, за македонските во Грција, пошто таму веќе, што грците имат друга туп и толку. А па бугарите сакат да одат во Грција многу, како и нашите сакат да одат многу во Грција и таму има еден момент, нали, на смирување. Ете така. Но прашањето е тоа нешто. Навистина значи дека тоа беше го кажал еден голем, значи бугарски националист, писател Николај Хајтов. Отворено го беше кажал, тоа националист, ама си беше така признава кажа. Бугаринот вика, ако го натиснеш, дупе дава. Ако го отпуштиш, дупе сака. Еве ти философија, шо, нали, философија, па еве сега, тоа ти е. И тоа е практично. Нема шо, и тоа е така, навистина. Па некои кои отидат и кога има некој став, навистина, жесток став, еве сега се сеќавам во тие таму, читам,
односите во времето на Тодор Живков со Југославија, со Македонија и така. Сега кога Тодор Живков оди на погребот на Тито, не сакал да оди, што знае што го чека. Ама од Москва Брежнев му наредува да оди. И сега тоа слушане, така е. И од тоа оди и таму го причекува Лазар Кулишевски, кој тогаш веќе временно е така како еден вид председател на Југославија за кратко време, така, ама тој организира церемонијата и таму мора да биде тоа. И овој кога го гледа, пошто тука нема Грујо, нема Мицко, нема такви работи, овој си е другар Лазо, сега со сите Грујо и тоа, ама толку. И се обидел малку да тоа и сега рекал Тодор Живков, шо ќе на македонски ли ќе збораме? Абе ти ли ќе ми кажеш за збор, овој го направил на решето. За пола сата го направил, не знам како излезе, и само рекал, абе зашо тоа, тоа ме среди Брежнев да дојдам тука и така и така. Значи, има начин, нели? Има начин. Ама зависи кој и како и колку. Ете тоа ти е. Нас не недостасува тие работи. Професор, ви благодарам за излагањето, навистина богата емисија со различни детали. Благодарам и јас. Надевам дека некој ќе ја проследи оваа емисија од тие што носат некакви одлуки. Мада тешко. Мислам и да проследи, мислам дека нема да тешко, сега нема, тоа видите. Има нешто, ти може да прифатиш нешто, ама ако внатре го имаш, па кога слушнеш да кажеш, бе, мајка му, зашо па и јас да не покажам? Ама, тоа однатре мора да ти дојде. Ти не можеш ти да бидеш внатре заспан, па некој да ти сугерира и ти дури да гледаш дека е сугестијата ви справна, ама ти не можеш, ти не си спремен внатрешно да сваќаш, дури да сваќаш дека е исправно. Ама немаш доволно тоа демоно храброст, мајка му, сакам, ама не ми тоа. Тоа е проблем. Јасно. Уште ви благодарам, професор. Благодарам јас. Почитувани гледачи, ви благодарам што проследивте емисијата и имајте убав вечер.